Добро утро и од мене, а последен разговор во овој блок пред вестите во 10 часот е посветен на културата и она што е културна понуда најактуелна во градов овие денови. Наш гостин е Костадин Шурбановски Шурбе, добро дојде Шурбе, и веќе претпоставуваат на нашите гледачи дека се работи за 21-то издание на Оффест, кој што овој пат се нели во редовниот свој термин се одржува. 20-тото јубилејно издание се одржа во ноември. Баш гледав подготувајќи се за овој разговор, кој што помина така и заради финансиски причини, и заради пандемиски причини, но еве го 21-то издание. Што е карактеристика на ова издание на Оффестот? Па ете, се враќаме по двегодишно изместување од редовниот термин и одржување во ноември поради пандемијата, меѓутоа и поради некои други технички причини. Се враќаме во стариот термин, почеток на јуни, од 1 до 4. Карактеристично за ова издание тоа што артистите се супер. Да, секогаш се супер. Секогаш се супер, нели? Имаме артисти од 8 концерти, од кои артисти имаме од Мали, од Бразил, од Колумбија, од Кабо Верде или така наречените Зеленоортски острови, од Италија и од Гана. Повеќе тоа е екзотични дестинации. Да. И екзотични музики, нели, за кои што секогаш се трудиме некако да ги донесеме во градот. Се повеќе и повеќе имаме неекзотични артисти во градот и во земјава, така што Оффест е секогаш освежување за луѓето кои што сакаат да слушнат нешто поинакво, нешто од други земји, нешто што секојдневно не може баш да се види кај нас, и тоа да го доживеат на вистинскиот начин во живо на концерт. Карактеристика исто за ова издание дека има еден фантастичен документарен филм кој што зборува за коанганската румба, кој што доби многу признанија по последниве неколку години, исто така куриозитет или ексклузивитет би рекле, додека го спремавме изданието 21 на Оффест, дојде ви веста дека Балаке Сисоко од Мали е човекот кој што доби наградата за најдобар музичар од Африка и од Средниот Исток, што значи ете имаме и еден лауреат, што би се рекло, на фестивалот. Имаме и две имиња од Македонија кои што ќе го отворат фестивалот на 1 јуни во Националната опера и балет. Тоа се Перија и Добрила и Доријан Дюо, на кои што им го издадовме и првото CD и кои што поминуваат фантастично не само кај нас, туку и во светот. И во светот, тоа е исто многу интересно, што за оваа нивна музика дознава веќе не само регионот, туку и светот. Па, само малку да додадам, идејата на Оффест и воопшто на нашата установа, Скопски џез фестивал, не е само да прибере групи од странство, како и домашни групи, нели, да ги презентира на своите фестивали, туку и да се реализира некаква двонасочна комуникација, колку што е тоа повеќе можно. Например, деновиве баш се вратив од Брисел, каде што имавме состанок 12 здружени фестивали, еден многу убав проект кој што се вика Sound of Europe, каде што секоја земја предлага имиња од својата земја и низ таа заемна комуникација имаат прилика бендовите да излезат надвор и да свират во земји кои што досега никогаш не свиреле, не ни сонувале дека можат да свират. Така што веќе се остварени доста договори. Добрила и Доријан ќе свират во Сараево деновиве. Пијан Славе е најавен за Љубљана, Џамбо Агушеви веќе има неколку понуди, Перија ќе свират во Белград, така што таа двонасочна комуникација на која што ние инсистираме веќе се реализира. Одлично. Како ја концепиравте програмата на овогодишното издание?
Па ја конципиравме на тој начин да биде што е можно пошарена, како што е впрочем нели Да, и имате постерот. убави постери да ги Секогаш покажеме. шарени и убави. Постерот е дело на Зоран Кардула, нашиот еминентен дизајнер. Програмата нели е што е можно пошарена и да опфати што е можно повеќе континенти, повеќе земји, повеќе жанрови, би музики, се рекло. повеќе жанрови, така е. Така што на нашата публика да и понудиме една лепеза на интересни и возбудливи музички примери од цел свет. Добро, сега да кажем малку и за самите изведувачи. Најавивте дека фестивалот Оффест 21-то издание ќе започне на 1 јуни со нашите изведувачи. Македонска вечер со Перија и Добрила и Доријан Дуо, двете групи доста познати и би рекол во замав, нели, нивниот успон е евидентен. И тоа ќе биде практично прва премиера во живо на она ремек дело на албумот на Доријан, Добрила и Доријан, кој што сика Апокриф. И ние сме многу среќни и возбудливи не само дека го издадовме, туку и дека ете сега ќе можеме да го представиме првпат и во живо на Офест, на самото отварање. Втората вечер на 2 јуни е резервирана за веќе спомнатиот мајстор на инструментот Кора од Мали, Африка, кој што нели се здоби со наградата на Сонлайн за најдобар музичар од Африка, како и фантастичниот гитарист, композитор, пеач од Бразил, кој што деновиве е исто така актуелен како еден од најсилните и најгласните поддржувачи на нели во Бразил сега престојуваат избори, Да. и сите се молат Болсонаро да не биде повторно, а особено е тоа видливо и слушливо кај музичарите, они се најгласни, мислам дека нема да најдете ни еден музичар во Бразил кој што го поддржува сегашниот претседател. Неговиот конкурент Лула е најверојатно ќе ги добие ако Е фаворит за да победи на изборите во Бразил. Да, и Лука Сантана е еден од најжестоките негови поддржувачи, меѓутоа се разбира дека тоа не е неговиот квалитет за кој што го викнавме, туку затоа што има една прекрасна кариера, еден од најзначајните, би рекол, предводници на тој нов бран на бразилска музика последниве 10-15 години, наследник на Каетано Велозо, Жилберто Жил и цела онаа плејада на легендарни бразилски музичари. На 3 јуни во МКЦ имаме една целодневна понуда. Најпред Румба Кингс, документарниот филм, веднаш потоа и мајсторите од Колумбија, кои што се викаат Лос Пирањас, една психоделична кумбија тројка од Богота, која што ќе ни представи една варијанта на, прилично шашава варијанта на таа музика која што е некако испреплетена со некои психоделични рок, дап и што ли уште не елементи, за да сето тоа заврши, а иако не е најавено во официјалната програма, со еден диџеј сет на Марио Галеано, еден од тројцата од Лос Пирањас. Сето тоа ќе се случува во МКЦ на 3 јуни. Беше во Скопје и имаше еден навистина фантастичен диџеј сет со Квантик, тогаш беа дел од групата Онда Тропик, исто така од Колумбија, и тогаш им организиравме еден апансас, што би се рекло диџеј сет во Менада, во денес непостоечката, никогаш не прежалена Менада, и тој диџеј сет се уште луѓето го памтат, иако поминаат 7 години од тој настап, и за последната вечер имаме 3 групи во Националната опера и балет Марија Мацота, доаѓа од Италија, од оној прилично плоден музички регион наречен Пулја. Таа ќе биде придружена од еден фантастичен млад хармоникаш. А веднаш потоа и можеби главната звезда на фестивалот од Кабо Верде, Нанси Виера, за која што се зборува дека е најблискиот кандидат, би се рекло, за наследник на
легендарната Сезарија Евора, која што исто така нели доаѓа од Кабо Верде и која што, ако се сеќавате, настапи на првото издание на првото Офест. издание, така пред како не. 21 години. Да, и забрани да ја прашуваме, на новинарите им беше некако забрането да ја прашуваат за политичките прилики во Кабо Верде, тогаш имаше веројатно некои турбуленции таму, па затоа и таа не сакаше пресконференцијата да се претвори во дебата за политичките прилики. Да, знам ја и уште многу други анегдоти поврзани со неа, Да. бидејќи бев близку до неа цело време и целиот фестивал Офест денес на 4 јуни ќе заврши со една би рекол танцова варијанта на концерт со веројатно најзначајниот и најдобриот во моментов бенд од Африка. Доаѓаат од Гана и се викаат Сантрофи и ако имаат само еден албум зад себе, веќе ги полнат салите и фестивалите на кои што настапуваат ширум светот. Добро, да кажеме уште и всушност кажа Шурбе дека повеќето од концертите ќе се одржуваат во Националната опера и балет, дали влезниците се продадени? Влезниците се уште не се. Секогаш е драматично кога се работи за Офест, за джез фестивал. Да. Влезниците се уште не се продадени, така што кој сака може да си ги купи. Обично тоа денес се прави онлайн, ретко луѓето одат на продажно место, меѓутоа ете кој сака и директно да си ги купи во физичка форма, тоа може да го стори во Националната опера и балет и во МКЦ, инаку сите други информации околу онлайн продажбата и се друго поврзано за програмата и фестивалот се наоѓа на нашиот вебсайт ofest.com.mk. Добро, ми остана уште едно прашање, а тоа е кои се твоите лични фаворити, бидејќи имаш еден, како се вели тоа, исклучително добар музички вкус, што не е чудо после сите овие години. Еве, кои се за тебе фаворити? Значи, ова прашање ми е секогаш како да треба да изберам кое дете најмногу го сакам и навистина ми е ужасно тешко да одговорам на тоа прашање, меѓутоа ако морам, тоа би биле како сега да кажам кој? Не може. Кажи, како? Добро, не знам. Значи Балаке Синсоко, Лука Сантана, Лос Пирањас, Сантрофи, Добри Лендори. Сакам, со ова прашање всушност сакам да упатам на идејата дека се тие многу различни музики, дека секој може да си најде она што му е по вкус на музички вкус, се разбира. Така е. Меѓутоа и мојот вкус е прилично широк и еклектичен, така што допира многу различни аспекти во музиката. Идејата е на овој фестивал веќе со години да презентира музика која што едноставно луѓето немаат прилика или не можеле да ја слушнат досега и на некој начин да бидат изненадени. Тоа е нашата идеја. Јас кога идам на концерти во светот, не сакам да проверам бендот каков е, шо е, да сурфам, да видам што музика свири, сакам да отидам и да видам, ова е супер. Тоа сакаме да го донесеме некако и во Скопје и се трудиме веќе 21 година да представиме артисти кои што се во светов признаени, познати и така натаму, меѓутоа кај нас од добро познатите причини ретко може да се пробие таа музика и затоа ние сме тука. Добро, Шурбе, благодарам многу за ова гостување денешно во утрински брифинг. Јас ви пожелувам успешно издание на концертот, не се сомневам дека ќе биде успешно, бидејќи луѓето се желни за нови културни доживувања, особено после овие пандемиски години кога бевме затворени дома. Така е. Тоа беше Костадин Шурбановски Шурбе, кој што го најави најновото издание на Офест, кое што ќе се случува од 1 до 4 јуни во Националната опера и балет.